си личи во најслободарскиот град, еве ваква гледка, што потврдува дека е слобода. Слобода е конечно да се собереме каде сакаме, да дебатираме за што сакаме, директно да отвориме дебата за се што ни е важно, да дискутираме, заради тоа што ние сме граѓаните креаторот на нашата иднина и на нашиот живот. Ова денеска е почеток на едно ново време кое што почнува не од било каде во Македонија, туку од овде од Прилеп. Ова го нарекуваме општински дебати или општински парламенти, кои што во иднина ќе бидат пракса во сите општини во Македонија. Доктор Илија зборуваше за тоа. Тоа е во суштина контролата на власта, трошењето на парите, давање насоки директно од граѓаните. Што е тоа што е најважно, што е помалку важно, што е воопшто што не е важно. Граѓаните мора да ги дават правците на општинското трошење на парите, за да се реализираат оние работи што се главен приоритет за сите граѓани. Една од важните работи која што ќе му се случи на Прилеп во наредниот период е гасификацијата на Прилеп. Точно е, после 11 години зачетокот на гасификацијата во Македонија во главната гасоводна мрежа стартуваше. Една од главните цевки која што во периодот 2018 ќе се случи е цевката која што доаѓа према Прилеп и Битола. Главната национална цевка. Градоначалникот ќе има обврска да ја развие гасоводната мрежа овде во градот Прилеп. Затоа сум денеска дојден овде, преку едни вакви механизми, да побарам подршка оти во Прилеп е се јасно како бел ден. Јас го чувствувам градот дека е комплетно за промените. Заради тоа што изборната кампања е важна не само да се промени власта, ќе се промени овде, но важно е да си го дадеме зборот. Оваа дебата преку овие камери остава трага. Ќе знае Заев, ќе знае Илија, ќе знае и советниците кои што се овде со нас, дека сме си го дале зборот овде во Прилеп. Ако сме си го дале зборот, тоа ќе ни биде притисок да стоиме до тој збор. Прилеп заслужува промени. После 12,5 години локална власт редно е да дојдат луѓе кои што на вистина својот живот го посветиле на граѓаните на Прилеп. Доктор Илија работи со пациентите. Тој е од чаршијата. Тој е едноставен, обичен човек, но истовремено и сериозен човек. Го знаете сите многу подобро дури од мене. Човек кој што негува огромна љубов за Прилеп. И само да ви кажам дека таа екипа ќе биде во склоп на парламентот што ќе го направиме во локалната самоуправа. Во тој парламент ќе бидат вклучени сите граѓански здруженија, сите граѓани поединци, пензионери, сите невладини организации и сите други кои што мислат, а друго и советниците, и опозицијата, и од опозицијата. Значи сите советници во тој парламент ќе се нудат решенија, идеи, а градоначалникот нема да биде досега како досега султан или фараон. Не, градоначалникот ќе биде извршител на она што ќе договорите вие млади, вие пензионери, вие земјоделци, вие невладини организации и сите заедно ќе одлучуваме